Среќен ден, драги наши гледачи! Еден најголем поздрав од комплексот Златно буре Кучково. Ние тука, заедно со целиот тим и на вкусот на традицијата, ќе го подготвиме рецептот на денот. Нешто што мене посебно ми остави впечаток, а што ни го испрати една наша верна гледачка и се разбира која што го сподели со сите вас гледачите. Овој рецепт ни доаѓа од Делчево, господјата, и едноставно со многу убави зборови ни го опишува како може да се направи еден вкусен ручек од фиде. Па да ви кажам, ние направивме и еден десерт благо фиде, но и овој рецепт ни остави посебно добар впечаток, затоа што најчесто знаеме и кесата со фиде, ќе направиме една супа и ќе ни остане така. Ајде да видиме да искористиме кесата со фиде внатре, да искористиме салцата што ги имаме, теглите или шишињата во текот на зимата што го користиме, и од него да добиеме прекрасен ручек, да го исчистиме едноставно фрижидерот. Сите состојки што се во ова тава со фиде, верувајте дека го чистиме фрижидерот, ладилникот, собираме се што имаме внатре и си правиме ручек и правиме простор за следното пазарување. Значи, ќе ви биде потребно за почеток една земјена тава или еден ватростален сад со капак. Ќе ни треба една кеса, околу 400 грама, а може и 350. Значи, ако имате и едно и две снопче од фиде искористено, не грижете се, со остатокот што ви останато ќе го искористите. Понатаму ќе ни треба половина литар салца. Ќе ни треба малку масло, по потреба ќе ни треба можеби половина литар топла вода. Ќе ни треба едно канче кисело млеко, овчо, кравјо, како имате, или пак ако сакате, и ако имате јогурт оставено половина литар во фрижидерот, или павлак ако имате. Сето тоа можете да го искористите за овој рецепт. Ќе ни треба 100 грама сланинка, или ако имате 50 ставете. Понатаму саламче, некое ви останато во фрижидерот, 50 грама, 100 грама, 80 грама, не е важно, важно е само ситно да се насечка. Понатаму, неколку маслинчиња имате и нив насечкајте ги. Ќе ни треба и кашкавалче од 50 до 100 грама, по ваша желба, нарендан. Или пак, ако немате кашкавал, за овој рецепт можете да ставите сирење. Овчо, козио, кравио, мешано, какво и да имате. Ќе ни треба околу 50 грама подпечен сусан, малку босилек, зачин сув, бибер, сол, малку триена сол и едно чешне лук. Сега, во што сме во предност за овој специјалитет? Тука немаме варење, немаме претходно пржење, нема ништо, него се оди во рерна. Рерната на 250 вклучете и почнете да го правите овој специјалитет. Како се прави? Ке земам од салцата половина. Половина да го покријам дното. Може уште една. Сега ќе му ставам малку масленце. Ќе му капнам. Ете така. И сега го земам фидето, ама вака, што е во топчиња, нели, да не е скршено, а и да е скршено и такво ставете. И го редам во тепсијата, во земјената тава. Колку собира, толку. Или колку имате, толку. Ете така. Јас тука имав повеќе, имав 2 кеси. Фиде. Сега. Ке му ставам, ке се подготвам, значи со
салцата, водата и маслото. Сега ќе ставам прво малку, ќе капнам масленце. На сите помалку. Ете така. Сега ќе ставам помалку врз секое топче од фиде. И ќе оставам малку од салцата и за на крајот. Сега како ја ставам салцата, она така меѓу фидето си пропаѓа, го натопува фидето. Така. Сега ќе ставам малку од зачините. Ставам босилек. Ќе добиете еден убав вкус на пица. Така. Малку ќе ставам пипер. Така. Ќе ставам сега малку и триена сол. Малку солца. Отисолена и маслинката, саламата. Ај така доволно. Сега ќе ставам од саламата. Многу интересно јадење. Многу. Тоа што ќе ни остане, може измеѓу да се стави. Тоа на крајот. Така. Сега ќе ги ставам маслинката. Видам каде имам помалку ставено. Ете така. Сега ќе ја насечкам сланинката на поголеми парчиња, за да можам да ја покријам од оскора. Значи, од прилика еве вака. Тука да ги отстранам овие делови. И ова уште на половина. Така. И сега ќе го покријам фидето. Се додека не ја истрошам целата сланинка. Мислам дека е добро. Да.
уште едно и тука уште едно. Така. Сега ова што ми остана, ќе го ставам саламчето измеѓу. Еве вака. Тоа ќе се пече и ќе си сервираме со тоа од оздола и од озгора што ќе биде сосот. Така. Одлично. Сега ќе му ставам малку кашкавалче вака од озгора. И малку ќе оставам за скроз најодозгора. Така. Сега ќе го земам и киселото млеко. Така. Има посебно, влијание киселото млеко, затоа што убаво ќе го натопи фидето. И ќе се создаде од него, заедно со салцата, многу убав сос. Ова од озгора, потоа кога ќе му ја налеам водата ќе ја налеам измеѓу, не директно врз фидото. И оно ќе си зима од топлината. Така. Сега ќе го ставам сусамот. Одлично, сега ќе му ставам повторно малку босилек. Така. И сега кашкавалчето ќе го ставам кај салцата, патличанот. Еве вака. Ќе го измешам. И ќе му ставам малку и триена сол. Сега повторно малку од озгора. Ова ќе треба да пие. Така. Кога ќе се испече ова има да биде прекрасно нешто, но ќе мора да го печете затворено. А само на крај ќе го отворите. Сега ќе му ставам уште малку масленце од озгора. На секое. Ете така. И сега ќе налеам водата. Тука малку тука, малку тука. Значи да не го нарушиме концептот како што ги редевме нештата. Туку, како што ви кажав, оддоле да прима вода. Одлично. Можам и од озгора уште малку сусамче да му става. Ете така. Редната ќе ја загреете на отприлика 250 на почеток, но
мора да биде покриена тавата. Ако имате ватростален сад со сопствениот капак, ако не, јас ова ќе го покријам со фолија. И оно ќе почне да крчка. Штом крчка, намалувате на 180. Уште 1 час на 180, потоа го отварате садот или ја тргате фолијата и ја зголемувате температурата на 200-220. Да фати кора од редната на трпезата. Мислам дека ќе уживате во овој прекрасен ручек што го добивме од нашата гледачка Симона од Делчево. Симона, ти благодарам многу. Таа е млада мајка на 2 дечиња, кој што секогаш истражува и бара нешто што е лесно во кујната, а да го најаде своето семејство. Секоја чест за рецептот. Благодариме многу. Леле, ова наша тава со фиде, па што тава беше, леле, погледнете. Мераци, како можеме убаво да се најадеме од фиде. Додадеме многу други работи. Погледнете, леле. Убавини. Ете така. Како ова мириса. Мирисот ми е баш нешто како пица, така. Еве, да видите и овде како изгледа. Погледнете. Мераци. Ајде да го пробаме сега. Леле, колку е добра. Како можеше ваков добар вкус да има. Леле, како е погодено. Во се е погодено. Во се. Комбинацијата од зачините си го направиле своето со фидето. Красатко од салцата, убав мирис на печен сусам, маслинчето, лукчето, фантазија, киселото млеко. Прекрасно. Ова е уживање, да ви кажам. Баш му се изнарадував на овој специјалитет, затоа што ми понуди многу и повеќе од очекуваното. Направете го и вие, уживајте во овој вкус, кој што ќе ви изненади, ќе ве привлече, ќе ве примами и ќе си го готвите често. Значи, ние имаме многу што така што ни се наоѓа по дома, од кој што можеме да направиме прекрасна тава специјалитет, да седнеме, да си изнајадеме убаво. Драги гледачи, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата со мислата дека, тоа е со една вистина. Секој еден човек се раѓа само со 2 страва, а тоа е стравот од гласни звуци и страв од паѓање. Сите останати стравови се навежбани, стекнати, здобиени и така натаму, на кои што ние им робуваме. Затоа, бидете умни и не робувајте на своите стравови. На здравје до следната емисија. Поздрав од целиот тим на Вкусот на традицијата и поздрав од целиот персонал на Златно буре Кучково. На здравје!